Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојавте во уште една епизода од оние интервјуа кои што ги правиме со интересни луѓе од 9 општини во Пелавонискиот регион. Денес сме во општина Демирхисар и разговараме со Ненад Чундовски, председавач на локалниот економски социјален совет и представник на организацијата на работодавачи. Добар ден. Добар ден. Како си, Ненад? Одлично, благодарам. Фала ти прво што се согласи да разговараме малку за локалниот економски социјален совет пред се, да ни го представиш како организација, што тоа значи и како една организација во која што трипартирноста е основна карактеристика и кои страни треба да учествуваат во него, да ни кажеш и да ни кажеш околу неговата цел и каква е неговата врска со локалниот економски развој. Прво, добре дојдовте во Демирхисар и благодарам за поканата, да изразам увереност дека ќе си заминете од тука со позитивни впечатоци. Околу локалниот економско-социјален совет, како што кажавте, тоа е трипартитно тело, кое што го сочинуваат бизнис заедницата, односно представник на бизнис заедницата, представник на синдикатите, значи бизнис заедницата во форма на организација на работодавачи, преку организацијата на работодавачи, кој е репрезент на бизнис секторот во Република Македонија, синдикатите и представници на локалната самоуправа. Главна и основна функција на ова тело е прво воспоставување на социјален диалог, а потоа унапредување на тој социјален диалог. Значи, идејата е да седнат на една иста маса работодавачите, работниците и локалната самоуправа и заеднички сите да придонесат во унапредување на социјалниот диалог, односно да ги преговараат о врските, да ги преговараат правата и сите заеднички да придонесат во подобар локален економско-социјален развој. Она што е важно во овој дел е што локалните економско-социјални совети на ниво на држава, преку нивните репрезенти на централно ниво, во конкретниот случај мене ме представува на централно ниво организацијата на работодавачи, синдикатите ги представуваат репрезентативните синдикати со Сојузот на синдикати на Македонија, а додека пак централната власт во конкретниот случај ја представува владата на Република Македонија. Што значи? Значи ние на локално ниво ги дискутираме сите проблеми, сите предизвици кои што ги имаме во делот на социјалниот диалог, потоа преку нашите репрезенти сите тие предлози и иницијативи за подобрување на социјалниот диалог ги доставуваме до нашите матични организации и потоа тие иницијативи се разговараат на економско-социјалниот совет кој што е на влада. Така. Би те прашал дали општина Демирхисар има стратегија за локален економски развој и ако е да, кои се карактеристиките кои оваа стратегија може да се потцртаат или би ги потцртали вие како најважни? Видете, тие така наречени стратегии за економски развој, тоа се стратешки документи кои што верувам ги има и државата, а ги има и секоја општина поединечно. Значи, тоа за мене лично се само пишани документи кои што на некој начин мора да ги има одредена локална самоуправа и нормално владата како влада. А зошто велиш дека се само документи? Затоа што може да бидат само еден потсетник за тоа што треба да се прави? Јас сум приврзаник на делувањето, не сум многу приврзаник на тие таквите пишани документи, односно декларативно дека ние се залагаме за тоа и тоа. Мене она кое што ме интересира е што реално на терен се остварува за да имаме ние добар локален економски развој. Значи ние можеме на хартија да кажеме дека планираме да направиме, не знам, база на месечината, меѓутоа
реално во пракса да не преземеме ништо. Она кое што Значи си противник на она да тоа што невозможно да не го ставаме на хартија, а многу често знаеме како и нашите лидери, политичари, функционери многу често во програмите знаат да стават работи кои што баш не се ги остварливи. Па да, реално, значи, гледајќи ги сите документи кои што се ги објавува примери владата, кои што ги објавуваат и локалните самоуправи, значи ние ако гледаме на документ, ние имаме стратегија дека ние не знам, брда и долини можеме да освоиме. Меѓутоа, 6 месеци сме да, во реалност тоа и не е баш така и затоа сум на некој начин противник на тие пишани документи, усвоени документи, затоа што сметам дека тоа се само едно декларативно изнесување и на локалните и на централните власти. Она кое што јас го следам и кое што мене ме интересира е нека не биде некоја работа воопшто пишана во некој документ, меѓутоа доколку се имплементира и доколку таа работа придонесе за одреден економски резултат, тогаш тоа е одлично. Конкретно за Демир Хисар има стратегија за локален економски развој. Во моментов е во тек на изработка и новата стратегија за локален економски развој, во која што ние учествуваме како локален економски социјален совет во делот на низината изработка. Тука би споменал нешто кое што ние сметаме дека е важно да се имплементира во таа стратегија, кое што ќе придонесе за локален економски развој на Демир Хисар. Се неколку работи би ја споменал, ние бараме значи да се воспостави инфраструктурно, да се овозможи во Демир Хисар да има една индустријска зона во која што инфраструктурно ќе се овозможи, односно значи ќе се донесе дотаму пат, ќе се донесе струја, ќе се донесе вода, во која што ќе можат како плацеви да се нудат на потенцијални инвеститори, односно инфраструктурно да се воспоставени сите услови и како плац да му се нуди на одреден инвеститор да може тука да изгради, зошто да не бидат и локални инвеститори, да изгради тука погон, фабрика, било што. Апсолутно. Сега, веќе долго време се говори за човечки развој, а не само на економски. Значи, ако немаме развој на човечки потенцијал, економскиот развој секако е невозможен. Или би го нарекле тоа хармонизиран развој на човековиот урбан живот. И колку наидувате како локален економски социјален совет на разбирање од сите чинители, од граѓаните, од општината, од сите кои што се инволвирани за да се случат овие работи? Видете, уште од самото формирање на локалниот економски социјален совет, морам да потенцирам дека формирањето на овој совет беше иницирано од страна на работодавачите, односно страна на бизнис секторот. Ние се обративме до службите на општината, од каде што во рекордно време добивме позитивен одговор и во рекордно време беа подготвени сите документи кои што беа потребни за формирање на еден ваков совет. Јас тука можам само да искажам особена благодарност до службите на општината за нивната коректност, за нивната брзина во која што сето тоа се спроведе и мислам дека како лес во Демир Хисар сме рекордери во делот на брзината на формирање на нашиот совет. Значи, откако произлезе иницијативата од нашиот совет, односно од бизнис секторот, во рок од 2 недели веќе советот на општината имаше одржана седница, беше донесена одлука за да се формира советот. Беа тука дојдени преку општината со покана од градоначалникот и од страна на општинската администрација. Тука дојде извршниот директор на организацијата на работодавачи, дојде претседателот на Сојузот на синдикати и сите заедно, лично, потпишаа со градоначалникот таа трипартитна спогодба за формирање на овој локален економски социјален совет. Во тој дел можам само да искажам задоволство од начинот на кој што бизнис секторот соработува со општината и како општинската администрација одговара на нашите иницијативи. Дури, значи, една од првите активности кои што ние како лес ги презедовме после формирањето беше еден така наречен форум на заедницата, кој што го одржавме со логистичка и финансиска поддршка. Тоа морам да го потенцирам и да искористам оваа прилика да се заблагодарам на Младинскиот културен центар Битола и на Олаф Палме фондацијата од Шведска, кои што
во 90% од нашите активности и логистички и финансиски ги поддржуваат. Како што кажав, значи прво што направивме, ги собравме сите чинители и невладиниот сектор, и представници на општината, и представници на советот. Ги собравме сите на една маса за да ги утврдиме заеднички приоритетите на локалната заедница, односно на локалното население. Ајде сега вака, експресно формиран лес, брзо дури и одржан прв состанок и така дали сега со сите овие дали ова трипартитно тело води кон подобрување на деловната клима во општина Демирхистар. Тоа е многу важно, затоа што како го сеќате вие како предсе, како бизнисмен? Видете, јас како бизнисмен работам веќе 6-та година и 6-та година веќе со мојот бизнис функционирам во Демирхисар и можам слободно да кажам дека не само сега, туку и изминатиот период Демирхисар бил економски активен. Во која смисла? Значи има некаде, според некои неофицијални податоци, има над 300 регистрирани и активни правни субјекти во Демирхисар, што е бројка за респект, имајќи ја предвид големината на нашата општина. Што значи дека Демирхисар е на некој начин бизнес ориентиран. Токму затоа е многу важна соработката со која што бизнес секторот ја има со општината. Не дека немаме проблеми кои што треба да се решат, меѓутоа важното е што за тие проблеми отворено се разговара и со градоначалникот, и со општинската администрација и можам да кажам дека во најголем дел, ако нешто е во надлежност на општината, во многу брзо време се реагира за да може да им се излезе во пресрет на бизнес секторот. Впрочем и ние сме една од ретките општини која што во изминативе неколку години успеа да донесе странска инвестиција, актуелната општинска администрација, значи да искоординира целата таа работа. Ние веќе имаме во подготовка една турска инвестиција која што е на некој начин браунфилд инвестиција во постојачки погон, меѓутоа инвестираат и во дополнителна изградба на дополнителни објекти и така натаму, значи Зорлу Глобал веќе се влезени во Демирхисар и тоа е како резултат на успешната соработка која што бизнес секторот во тој дел, значи и организацијата на работодавачи, заедно со општината и општинската администрација и градоначалникот, успеале на некој начин да им излезат во пресрет на нивните барања за таа инвестиција да може да се реализира. Сега идеме веќе дека се привлекуваат странски инвестиции. Тука природно е дека стопанството расте на некаков начин, е сега како е состојбата со работна сила во општина Демирхисар за да овие странски инвеститори сепак треба да сметаат на како се вика на работници кои што би работеле во тие погони, кои што би биле квалитетни да можат да придонесуваат. А истовремено има некои податоци па дека на огласите за вработување имам помалку пријавени од Да, точно е дека во скора иднина постои реална да ја наречам опасност Демирхисар да се соочи со недостаток на работна сила. Нашите предлози, односно предлозите на локалниот економски социјален совет и во тој дел, значи организацијата на работодавачи, имаме тука ние одредена стратегија. Во тој момент кога во Демирхисар ќе има реален недостаток на работна сила, нашиот предлог е да се работи на привлекување прво на работна сила од соседните општини, односно прва и приоритетна општина од која што планираме ние во блиска иднина да привлечеме работна сила е Крушево, заради тоа што знаеме дека Крушево е малце индустријски неразвиен град, кој што има проблем со невработеноста. Да, повеќе се на туризам. Значи, нашиот предлог е до општината е прво, значи, да се воспостави одредена зона во Демирхисар во која што ќе се изработат, ќе има плацеви кои што општината би ги продавала и ќе им се нудат тие плацеви на пример на жители на Крушево комплетно да се преселат во Демирхисар. Ние во Демирхисар имаме недостаток од такви плацеви на кои што може да се гради, на кои што може пример и луѓе од селата кои што гравитираат во Демирхисар да дојдат да изградат пример куќа во Демирхисар. Нашиот план како при недостаток на работна сила прво
Прво локално, второ Како ви звучи, дали е прифатливост на работна сила од третиот свет, например Африка, Азија? Имаме најави за такви... Јас само што Веќе во неколку фирми, особено стручна работна сила, особено од Азија, имаме. Јас пред неколку дена си дојдов од една министерска конференција во Црна Гора, на која што ја представував Организацијата на работодавачи, точно беше на таа тема. И бевме уфатени сите земји од Западен Балкан, каде што на една маса што се вика седнавме работодавачите од Западен Балкан, синдикатите и Европската унија од трета страна, која што ни пренесуваше искуства. Организатор на целата таа конференција беше Меѓународната организација на труд и Меѓународната организација за миграција. Ставот кој што таму ние го имавме како организација на работодавачи, кој што јас го пренесов, а истиот став важи и за локално ниво, ќе го пренесам истиот став, е да ние не сме против увоз на квалификувана работна сила во Македонија од Непал, од Бангладеш, од Филипини, но претходно бараме да се исцрпат сите капацитети кои што ние ги имаме на нашиот пазар за труд. Кои се тие капацитети? Значи да се активира руралната жена. Во Демирхисар како рурална општина имаме многу жени кои што не се присутни на пазарот на труд, затоа што кај нас се уште важи тоа мислење дека местото на жената е во домаќинството, дека жената треба да биде домаќинка. И најчесто тие таквите рурални жени се пријавуваат, односно плаќаат придонеси како земјоделци и ние ги водиме дека тие се вработени, дека се економски активни. Голем дел од нив верувам дека не се. Кои што само ходат на... Да. Втора работа која што мораме да ја направиме е да работиме со младите, односно на некој начин да ги мотивираме тие да работат во Македонија. Заради тоа што ние сега се соочуваме со ситуација во која што младите учат средно образование, имаме на хартија некое дуално образование, дека да, ние имаме дуално образование, меѓутоа во реалност младите, кога ќе дојде пример да дојдат на пракса во мојата компанија, ете некој учи градежно и сега мора да има пракса во мојата компанија, односно во некоја компанија за време на летниот период. Па мене ме молат родителите на тие деца, јас само да им потпишам дека тие биле. Абе, знаеш, само потпиши му, тој не сака, знаеш, не се гледа колку да заврши средно. Значи, тука имаме ние системски проблем, во кој што младите, поттикнати од нивните родители, не сакаат да бидат дел од... Сушност се воведуваат уште од средношколци во корупција. Па на некој начин, дури има некои кои што ми нудат пари, слушај, дај ти платам таму, само потпиши му. Значи не ова се случува всушност во скоро сите компании кои што нудат практична настава за ученици. Да, за жал, да. Затоа ние мораме тоа нешто да го промениме, да ги мотивираме прво децата да дојдат прво пример во мојата компанија за да научат нешто, за после тоа на некој начин да се пронајдат себе си, да можат да го работат, а не тие само проформа да сакаат само да завршат одредено средно образование, стручно, да земат диплома и после да си заминат. Тука, извини, тука идеме дали навистина треба да се мисли да се врати она форма на средното образование и да не биде задолжително. Мислам дека овие проблеми стана најголеми кога се воведе средно задолжително образование и тогаш мора да заврши тоа. Се запишало мора да заврши. Сега, порано пред да биде донесен таков закон, да се знаеше и да се повторува често во стручни училишта, не може да се, да речеме за градежништво, од една страна е стварно опасна работа, ако не си ја знаеш работата, можеш да направиш неквалитетни и небезбедни објекти. Ама, ако земеме уште пострашното, оние што работат со висока струја. Работел нестручно, ако не ја познава работата. Значи, мислам дека треба да се врати тој дел од средното образование, како и вие, како работодавачи и од озгора седото, како фирми кои што нудите пракса, да ги избегнете тие притисоци. На крајот на крештата ти може ќе му потпишеш да заврши, а ти никогаш нема да го вработиш кај тоа. Точно, да, точно. Самата суштина на средното образование е, значи, од една страна да ги насочи
да ги насочи учениците во одредена област за која што имаат некои лични афинитети, а за останатите, нели го има гимназиското образование, кои што не знаат, нели одиш гимназија. Тука зборуваме ние за стручните училишта. Кај нас се нефункционални стручните училишта. Гимназиите се функционални. Секој кој што е подобар ученик, нели оди во гимназија, многу ретко некој се насочува. Дали во медицина, нешто во. Има сериозни смерови, те што одат многу сериозни, меѓутоа интересот е многу мал кај учениците, значи многу се малку случаеви кои што одреден ученик кој што се запишал во средно стручно себе си се гледа да живее и да работи во Македонија. Ние тука мораме да работиме, да се најде некој модул, некое решение за тие луѓе да се гледаат себе си тука. Јас сум уверен дека на ајде не на 90, на 50% од младите, сега кои што се во средно, да му речеме слушај, остани во Македонија, ќе ти даваме плата, само ништо да не правиш. Дека ќе одбијат да останат тука и да земаат пари, ништо да не прават. Значи тие не се гледаат себе си овдека. Не се само економските причини. Точно. Тука за желбата на младите да заминуваат иди од многу аспекти. Ајде сега да не влегуваме, да ги анализираме младите толку затоа што сме повеќе за бизнисот да правиме муавет и за лес. И ајде полека да привршуваме и за да ми кажеш кои се позначајните постигнувања на Лес Демирхисар и онака кои што особено се гордеете и што е најважно, дали вашите иницијативи се земаат во предвид од страна на градоначалникот и локалната самоуправа? Да, значи како што претходно напоменав, уште од самото формирање на лесот, ние имаме одлична соработка со општинската администрација, со градоначалникот и со советот на општината. Кажав дека првата активност која што ја организиравме беше на тој така наречен форум на заедницата, каде што заеднички со сите чинители ги утврдивме приоритетите кои треба да бидат приоритетите во наредните години за општината и за општинската администрација, во тој дел нормално е градоначалникот. Сето тоа во форма на документ е доставено на советот на општината, во форма на документ е донесена одлука дека ќе бидат прифатени тие приоритети. Втората активност која што ја реализиравме исто така со поддршка на Младинскиот културен центар Битола и на Олаф Палме фондацијата, беше организиран форум во кој што имавме повикано представници на Министерството за надворешни работи од секторот економска дипломатија и од Агенцијата за промоција за инвестиции и промоција на извозот, во кое што ги седнавме компаниите од Демирхисар и заедно со представниците на секторот за економска дипломатија, кои што се одговорни за економската дипломатија, се разгледаа можностите за привлекување на странски директни инвестиции во Демирхисар, но и беа разгледани можностите како може државата да им помогне на компаниите од Демирхисар кои што се извозно ориентирани. Тука се направија иницијалните контакти, во кои што представниците на државата се воспоставија контакти со бизнис секторот и верувам дека понатаму тие контакти се продолжени во насока на изнаоѓање на нови партнери на извозно ориентираните компании во Демирхисар. Исто така сме активно вклучени во процесот на зелена и праведна транзиција, односно заедно со локалните економско-социјални совети на општина Битола и на Ресен. Заедно го надгледуваме процесот на зелена и праведна транзиција на рек Битола. Знаеме дека потпишано е веќе дека рек Битола во 2030 година треба да се затвори. Има таму стратегија како тој процес на затворање ќе се одвива. Она кое што нас не интересира е тука социјалниот аспект, односно што со тие луѓе кои што сега работат во рек, во кој што голем дел се и од Демирхисар, што со тие луѓе? Разговараме за огромен број на работи. Точно. Значи тука во тој процес ние како лесови вклучени го нагледуваме тој процес, ги даваме нашите иницијативи, ги даваме нашите предлози за преквалификација и тука баш се содруваат различните мислења и различните ставови. Пример, ние како бизнис заедница, нашето барање кај тие луѓе да се направи преквалификација и врз основа на потребите на бизнисот да се преквалификуваат и да се стават на располагање
на компаниите кои што имаат потреба од таков кадар. Пример, некој има потреба од градежен работник, некој од нешто друго. Сите тие луѓе да се преквалификуваат. Од друга страна, синдикатите што бараат? Синдикатите бараат тие луѓе да се обештетат финансиски, пример со одредена сума, пример 20.000 евра, да. Тоа кој што е најлесно и кај луѓето е па од друга страна најприфатливо. Никој не размислува дека да, ти сега ќе добиеш 20.000 евра. И што со тие 20.000 евра? Ништо. Ниеден од нив остануваш на улица без квалификации. Токму затоа и лани бевме во посета, во студиска посета на Словенија, значи ние тука лесовите, и тоа беше во организација на Олаф Палме, и логистички финансиски покриено, бевме во студиска посета во Словенија, каде што собравме искуства како кај нив таа зелена и праведна транзиција се одвива. Ги собравме тие искуства и сега нашите напори се како лесови сето тоа да го имплементираме во Македонија, односно во Битолскиот регион, каде што реално ни престојат многу предизвици во наредниот период до 2030 година. Ќе повторам, ние сме подпишале како држава дека ќе го затвориме рек во 2030, односно дека ќе имаме одредена транзиција во тој период и луѓето треба да знаат дека голем дел од нив ќе се соочат во наредниот период со сериозни предизвици во делот на невработеност. Добро да се соработува и со вас како организации кои што нудите некаква трансформација, именување на професија и така натаму. За крај не сакам да те прашам како човек кој што има искуство и во бизнисот и во дипломатијата, човек кој што работи долго време прво на едното, сега и на другото поле, колку е важна економската дипломатија и колку треба да се практикува за нашата држава да напредува побрзо или да почне да напредува? Значи, би рекол суштински важна во услови во кои што се наоѓаме ние политички услови како земја. Значи, имавме еден проблем со еден сосед, имаме сега проблем со друг сосед и практично нашиот евроинтегративен процес е малку во одредена стагнација. Тука е најважна алатка која што верувам дека и актуелната власт и секоја наредна мора да ја користи, тоа е економската дипломатија. Што подразбира економската дипломатија? Значи, ние мораме да се фокусираме во делот на создавање на поволна бизнис клима за странските инвеститори, да можат да дојдат тука, да им создадеме ние услови, поволни и најповолни од целиот регион, да ги привлечеме тука да инвестираат, а тоа ќе го направиме ако имаме функционален правен систем, функционална држава, ако им е загарантиран капиталот на тие странски инвестиции. И втората работа на економската дипломатија, точно, да, не намален, туку нулта. Тоа е невозможно, никаде не постои, ама тоа мора да биде, да, заради тоа што да се стремиме кон тоа. Заради тоа што многу често дел од странските не баш славно на светот. За жал, да, морат во тој дел да се преземат мерки. Дури знаете, има и некои компании кои што па на одреден начин ја користат корупцијата за да си го олеснат влегувањето на одреден пазар. Од една страна ќе си го олесни влегувањето, ама после може да си го отежи работењето. Точно. Така да не верувам дека сериозни компании сакаат корумпирана држава. Точно. Втората работа која што економската дипломатија мора да ја обавува е олеснување на можностите за извоз на нашите компании, затоа што знаеме извозот генерира дополнителен профит, дополнителен девизен прилив во државата. И третата работа е секако промоција на туризмот. Доколку ние како држава успееме сите тие три работи да ги концепираме воедно и да сме посветени во таа работа, како што беше во одреден период на нашата држава, како кога влегува Кромберт, во Охрид, има... Добро, тие бе 5-6 големи компании. Да, меѓутоа, замислете, пример, сега да не беше Кромберт во Битола, што ќе се случеше со Битола. Значи, тој е најголемиот работодавач. Што ќе се случеше во Прилеп, исто има и таму, нели има и во Кавадарци, Дрекслер Мара во Кавадарци, има неколку капацитети кои што се... Значи, ние мораме да се фокусираме во овој период во кој што политички ги решаваме проблемите со нашите соседи, мора економската дипломатија да биде особено активна за да се обезбеди еден вид на одржливост на нашата економија. И како да дојдеме до заклучок, успешна економска дипломатија можеме да имаме само со успешна внатрешна борба против корупцијата.
Точно. Значи, ние како мала држава, политичка дипломатија не можеме да тераме за тоа што политички сме немоćни. Ние како мала држава мораме да бидеме фокусирани најмногу на економската дипломатија и да се посветиме на тие три работи: инвестиции, извоз, туризам. Другото ќе се решава, дали ќе се решава, како ќе се решава, тешко ќе се решава, особено сега со Бугарија. Се има решение. Само треба да се Да, најде. меѓутоа тоа решение може да биде на наша штета. Затоа Едни велат некои решенија не се на наша штета, не на работа, ако сме сигурни да кажеме дека овие 33 години чекање и мерење како да се реша излега на најголема штета, ама да се надеваме дека ќе имаме мудрост како народ, да речеме, да можеме да пред се да си ги видиме нашите проблеми, да си ги решаваме, за после полесно да ги биеме битките со соседните или со други држави со кои ќе имаме проблем. Фала ти за... Само да дополнам една работа, влеговме малку во политика, да се вратиме на локалните економско-социјални совети. Еден апел до сите компании во Пелагонискиот регион, ги охрабрувам да станат членови на организацијата на работодавачи, затоа што кај нас се уште владее тоа мислење кај компаниите, односно кај индивидуите, дека ние не можеме да промениме ништо во оваа држава. Јас не верувам дека тоа е така. Потребна е ангажираност на секој надвор од бизнисот, потребна е на секој бизнисмен и одреден вид на општествена инволвираност, за да на некој начин се влијае врз процесите. Јас, откако станав член на организацијата на работодавачи, видов дека можам да влијам на одредени процеси во оваа држава, како што сега влијаевме заеднички со организацијата на работодавачи на економско-социјалниот совет, каде што се преговараше платата. Ние пред да се донесат одредени законски решенија, ние во организацијата на работодавачи ги имаме предлог решенијата, имаме право како членови да даваме своји предлози. Секако. Да, меѓутоа право синдикатите да бараат и да даваат нивни предлози, вие давате од ваша. Меѓутоа, ако одреден бизнис е надвор од таа интеграција на некој начин на работодавачите, нив им останува само да коментираат дека ние не сме вклучени, ние ништо не можеме да промениме. Ние можеме да промениме, меѓутоа потребна е инволвираност од секој од нас. Јас тука зборувам за бизнес секторот, потребна е инволвираност и потребно е заеднички сите да на некој начин, секој колку што може, да придонесе за подоброто утре на оваа држава. Значи имаме организации, имаме систем, наше е дали тој систем ќе функционира онака како што ние сакаме или пак ќе го оставиме тој систем да си функционира на хартија и никому ништо, ние само ќе се бидеме на некој начин... Секој систем функционира онака како што го спроведуваат тие што треба да го спроведуваат. Точно, должност на секоја индивидуа е да придонесе на свој начин, позитивно, за подоброто утре. Фала ти за разговорот. Ќе ви посекам прво на сите демерхисарци развој на општината, повеќе работни места, повеќе инвестиции. Ода што го слушнавме од граѓаните, да се зафатите малку повеќе со екологијата на градот, тоа јас не можам да се зафатам како лес. Јас го посакувам вака на сите за да живеете во почиста средина, исто така пошто сме сите еве од Прилеп во Пелагонија, да работиме на секој поле пред се да живееме во просперитетна, поздрава и почиста средина. Фала ти уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш на можноста и ви посакувам секој добро, повелете пак има во Демирхисар многу работи кои што може да ги видите. Инспиративно место е, со прекрасни предели, и со богата историја. Со богата историја, од културни дејци до револуционери има се. Така да тука има да се помине долго време за да би документирале се што треба. Еве како почеток прво интервју со тебе, па понатаму да го запознаваме што е можно повеќе овој дел. Вас ви благодарам што гледавте, се гледаме со следно интервју во некоја друга прилика.